Почитувани слушатели на Радио Еси, во склоп на спортската програма на Националниот сојуз на слепи се одржа традиционален турнир на кој најдобрите наши шахисти од земјата се сретнаа со шаховските ветерани. Со имиња како Љубомир Илич, Миле Трајковски, како и Стојчевски, шахистите на НСС РСМ добија соодветна припрема за предизвиците кои следат, како на пример шаховската олимпијада закажана за оваа година. Во одлична атмосфера со запазени сите препораки на Министерството за здравство во врска со пандемијата, поминаа надпреварите и беа постигнати следните резултати. Илич Костадинов 1-0, прва 1-0, втора 2 за Илич. Стошевски Атанасов 1-0 прва, 1-0 втора, 2 за Стошевски. Калчовски Трајковски 0-1 прва, 0-1 втора, 2 за Трајковски. Кралевски Селковски 1-0 прва, 1-0 втора, 2 за Кралевски. Димов Буковски 1-0 прва, 0-1 втора, 1-1. Во прилог следат интервјуа со учесниците и организаторите. Разговарам со шаховскиот ветеран Стошевски Илија, поранешен шампион на Скопје и еден од ветераните кои го помагаат Сојузот на слепи сега да се одржува тако нешто во форма пред престојната Олимпијада 2021. Добар ден. Добар ден, многу ми е драго што можам да ве поздравам вас слушателите на радиото. Многу сум задоволен што овој традиционален меч веќе станува помеѓу шаховските ветерани, за кои што настапија Илич, Кралевски, јас, Миле Трајковски, значи Миле Буковски и тоа е сериозен состав на кој што она што можеме да извадиме као состав за да стварно помогнеме во припремите на репрезентацијата на слепи или со оштетен вид играчи. Ово традиционално го одржуваме и секогаш ќе искачаме у сусрет во најак состав да играме како би ги припремиле. Спремни сме чак и теоретски да помагаме во анализа, во тоа се, иако е корона, иако е ова све, сега се гледа кој вистински сака да помогне на слепите во оваа тешка криза, нели, во оваа затвореност. Така, и не само шаковски, така да речам, доајени како вас, туку Иличеве, ова му е прв пензионерски настап на него изгледа, најмлад пензионер вие. Љубо е активен, пензионер, тоа е пензионер. Најмлад играч. Најмлад пензионер, тоа е многу релативно, малку личи на оксиморон, него, значи, Љубомир Илич е мајстор кој што се приклучи со задоволство, играше и на прошлиот меч. Не ги очекува, например, сега Олимпијада, тие средби во кои услови, по кои протоколи ќе се држи. Не, но ние сме тука да им помогнеме со практична игра. Практична игра им треба. Им треба да не зарибаат. Им треба практична игра. Ти се гледаше дека резултатот е необјективен, а 9-1 е необјективно. Така. А они играат и онлайн, ама некако гледам јас ги пратам цело. Сега ова е друга дисциплина, не, ова е тешка дисциплина, се игра на сат време. Вие против Калчевски ли игравте, како беше? Јас играв против Санде. Санде играше добро, Санде двете партии, но очигледно дека се зариба. Дека не, очигледно дека им треба побрзо мислење, еден сат имаше секој играч. Играше добро и првата, втората веќе дали се може превиде еден удар и така заврши 9-1. Необјективно заврши 9-1. Да. Прочиот меч заврши 8-4. Например, играме на 6 табли, 8-4. Сепак имаше резултат. А за нас настапија Димитар Илиевски, интермајсторот и... Да, па не го видов Илиевски денес. Добро, беше зафатен и не можеше да... Так, да.
наредните ќе го гледаме и него беше навистина интересно да се гледаат овие надпревари и јас очекувам овиднија не само со лицата против слепите, туку и вие. Имате ли надпревари, организирате ли како пензионерски? Па да, како не, него видите сега, ова се затвори, ова чудово што не потфати. Иначе, во рамките, ние сега на агендата, ова време на корона, мене ме поттекна, заедно со Хаджиманев, да на издавачка дејност, неколку книги издаваме кои што се од капитална важност за шахот во Република Македонија. И во тоа сме концентрирани и чакаме ова да се дигне, па заедно на Скопје и пензионерите, тоа е све заклучени пензионерски домови, значи јас зборувам за шаховски ветерани, не зборам за пензионери. Шаховски ветерани се шахисти кои што се надпреварувале во втора лига, во македонска лига, на шампионати на Македонија и тоа се шаховски ветерани. Пензионери е друга категорија. Така, добро, ви благодарам многу и се надевам дека во скоро ќе се гледаме пак брзо. Па сигурно ќе се гледаме, поздрав. Јас сум Миле Трајковски, играм за екипата на ветерани на четврта табла. Ова ми е мене втор меч, кога што ми кажуваат колегите веќе и трет меч играле и треба да прерасне во традиција постојано да играме меѓусебно бијќи и едната и другата категорија во нашава држава малку се запоставени. Сега оправдано е заради пандемијата, меѓутоа и во други услови се обрнува и оправдано се обрнува повеќе внимание на помладите категории. Меѓутоа во светот има многу надпревари и за ветераните и за овие категорија што се слепи играчи или со сериозно оштетен вид. Значи надпреварување од ваков тип очекувате да прераснат во традиција со шампионите на слеп. Како ветерани и ова ќе биде традиција. Сега организаторите и капитенот нашиот комуницира со институциите, па ќе видиме, значи нема уште ништо званично, значи овие се, како да ви кажам, како припремни подготовки за тоа што и слепите играат на разни меѓународни овие мечеви, турнири, па и за нив им служи како подготовка, а и за нас ветераните да не го подзабораваме шахот. Се држите во форма. Да. Имате ли онака други надпреварувања како ветерани што се организираат сега или малку ради пандемијата? Вака, значи и кога не беше пандемија во светот има, јас прошетав малку по интернет мрежите, најмногу во Јужна Америка, Азија, Африка, а многу поретко во Европа се држат секоја година државни првенства на тие држави за ветерани и тоа за ветерани од две категории над 50 години и над 65 години. Потоа често пати ветераните играат разни екзибициони мечови со јуниорите, било да се девојчиња, било да се момчиња, со овие што се од 10 до 18 години или од 8 до 18 години. И така... За кој мислите 8? За репрезентација или за клубски надпревари? Не, мечеви тие се во својата категорија, значи до 8 години, до 10 години и репрезентативци на својата држава за таа категорија. Аха, окей. И така интересно е и за едните и за другите, затоа што сепак овие ветерани се со искуство, меѓутоа и годините си оправат своето, па нешто и подзабораваат, а и не децата ми интересно. Ако ништо супер тренинг, значи одличен тренинг. Ево слепите имате олимпијада наредната година ги чека. Јас сум сигурен дека и пак имате вакви пред олимпијадата. Па јас сега почеток на година очекувам уште бар 2-3 меча дека ќе има до крајот на годината. Беше планирано и веројатно ќе може да се оствари кога има некоја значаен настап слепиве на домашна меѓународна сцена, пред тоа да се подготват со нас да поиграат. Да. И корисно е за сите. Супер, баш ми е мило, ви благодарам многу. Благодарам и вам. Разговарам со Џоле Миновски, председател на Градската федерација, Шаховската градска федерација на Скопје. Сега сме на турнирот кој е организиран од Националната спортска федерација на слепи, но сепак со и логистичка подршка на Шаховската федерација на слепи на Скопје. Така да е, добар ден, Џоле. Добар ден. Днешка прво да го поздравам Настанов. Мислам мој многу фин Настан во време на пандемија, кај што се
тогаш организира вака сигурен турнир, кај што се мислам среќаваат слепите и ветераните. Значи дојдов тука, супер е дружбава, мислам добро се игра, кога што гледам на 5 табли, мислам се игра, коректен меч. Значи го поздравам и го поддржувам. Значи овој настан, ти во иднина сметам дека треба повеќе вакви настани да се организираат. Еве ние како градски шаковски сојуз, значи во иднина ќе поддржуваме вакви настани. Значи може со работка сојузот кај на слепи да организираме и други вакви турнири. Да, сепак вакви турнири се навистина според мене поддршка на нив затоа што ги чека Олимпијада 2021 за одржување на форма и кога играат со постари и самата игра им се подобро, како да кажем. Да, без разлика дали е мислам официјален или пријателски, добар така да Посебно со волку искусни спортисти. Да, посебно со волку искусни шахисти кои што настапуваат, значи тука двајца фиде мајстори, еден интермајстор и слично. Океј, Џеле, фала многу. Фала и на вас. Здраво, јас сум Органџиев Оливер, шаховски судија и денеска во градот Скопје, во кафаната Еснав, се го судам мечот на шахистите ветерани Скопје 72 против Националната спортска федерација на слепи. Значи, за шахистите ветерани Скопје 72, кој меч се игра на 5 табли, настапуваат Кралевски Александар на прва, Илич Љубомир на втора, Стошевски Илија на трета, Трајковски Миле на четврта и Бошковски Миле на пета табла, сите искусни играчи со титула шаховска. Додека за Националната спортска федерација на слепи настапуваат на прва табла Селковски Жарко, на втора Костадиновски Зоран, на трета Атанасовски Санде, на четврта Калцовски Зоран и Димов Трајч. Значи и од Националната спортска федерација тројца се шаховски репрезентативци. Првиот меч, инаку да кажам за публиката, дека мечот се игра во 2 круга. Во првиот меч победија шаховските ветерани Скопје 72, која заврши 4:1, додека во моментот се игра вториот меч, кај што истите играчи играат со истите играчи, само со обратна боја на фигури. Ово организацијата се запазија сите мерки на засвената организација, така да им посакувам успех во играта. Барам се Љубомир Рич, филем мајстор, кој имавме задоволство денес да го имаме во турнирот од организација на Спортската федерација на слепи. Добре, мајсторе, како беше денеска? Па добро, и беа 2 сицилијански одбрани. Двете партии ги добив лесно, релативно, затоа што противникот баш не ги почитуваше оние принципи на отварање. Направи грешки отварање, дојде у послаби позиции и не беше тешко да се реализираат. Во првата партија упружив во еден момент шанса за една контраигра, али противникот тоа не го искористи на најдобар начин и ја изгуби и таа партија. Јас сакам да ве прашам, затоа што очекуваме да не бидете гостин скоро во Шах со Љубиша Андоновски. Како е да се биде некој што биле најмлад кога сте на преварувањето на македонските шампионати, сега како најмлад во пензионерскиот состав на Македонија? Малку е тешко човек да се привикне на тоа. Точно е 74-та година кога прв пат настапив на првенство на Македонија, бев најмлад учесник. Сега во друга форма. Сега сум веќе у друга ситуација, али интересно е у секој случај. Okay. Ви благодарам и очекуваме скоро да бидете гости. Фала. Тоа беше денешната репортажа на ЕСИ Спорт за овој пријателски турнир, кој се надеваме дека ќе стане традиција меѓу Националниот сојуз на слепи и Шаховскиот сојуз на ветерани, во кој освен одржување на шаховската острина, надпреварувачите имаат добра прилика за дружење и социализација
која во секој случај е голем плюс за затврстување на шаховската сила и напредок на овие професионалци. Тоа беше се за денес во емисијата ЕСИ Спорт. Ви благодариме на вниманието и останете со нашата програма.